За кратко време изгореа два објекти како и сува трева во Стар Караорман. Жителите велат дека ненадејно огнот почнал да се шири, а силниот ветер придонел за негово дополнително ширење. Заеднички местното население со помош на територијалната противпожарна единица Штип и брзата реакција спасија огнот да не се прошири дополнително во населеното место, а неколку куќи беа спасени во последен момент. Ово беше страшно, јас седеше дома и звонија ми дека горело, излезе, многу беше голем пламен огино. Колку можеме тука со наша вода со црева спасуваме, за да не дојдат звониме на пожарната додека дојде. Ама ако не направивме пат, јас и татко ми тука што живееме, се во една рака направено тука. Иначе беше трава. Ако не беше ово што сме оставали, нашите куги ќе изгореше тука. Одиле сме кај градоначалници сите до сега, цел живот одиме, молиме се, не се ни наставили асфалт. Тоа е жива срамота. И сега барам градоначалникот да посвети внимание, од цел Караорман има асфалт, само кај нас тука нема асфалт. А големи штети може да направи, што не може да бидеме безбедни тука. Пожарот почна тука од на куќа, само не знам дали од бандерата или не знам. Одидеме, брат ми звони, вика пожар има горе, и ние имаме магазини тука нешто, хангари. Дојде ја тука, многу пожар имаше и звони, напушна лекарната. Вие се рече, ај праќаме возило одма. Дојде возилото за 10 минути, кога виде дека иде од базаот на нам само едно возило, звони да дојде второ, оти со едното џебе, не може да се изгаси. Дојдеа пожарникарите на време, ама не може да се спречи, многу ветер. И тоа е. Што можеме? На лице место со пожарникарите и полицијата беше и градоначалникот Иван Јорданов. Во моменти кога гори од сите страни, апелираше граѓаните да бидат крајно внимателни, бидејќи од мала невнимателност може да настане голем пожар со огромни последици. Жалам што се опожарени два објекти, едниот е напуштен, другиот е магазински простор. Сепак заради добрата организација на местното население и интервенцијата на територијалната противпожарна единица, огнот е спречен. Брзината на ветерот и силниот ветер предизвика брзо ширење и поголем опфат на огнот, но еве цела среќа што е спречено ширење и доведување во опасност не само од материјална штета, туку и од човечки во опасност и човечки животи. Буквално кажано, одредени куќи се спасени во последен момент. Апелирам до граѓаните совесно да се однесуваат, затоа што ова е пример дека и во населено место од мало невнимание може да дојде до опасност. Во меѓувреме Јорданов апелираше до секторот за внатрешни работи Штип да го испитаат случајот до крај и да се пронајде виновникот за пожарот кој зафати два објекти.